првично и да го поздравам извештајот, внимателно го разгледав. Сметам дека и овој извештај, како и сите извештаи на Државниот завод за ревизија, се на едно високо ниво направени и професионално, и сметам дека доколку институциите по-дисциплинирано ги следат препораките кои доаѓаат од Државниот завод за ревизија, состојбата денес немаше да биде ваква како што е. Јас ќе се задржам само на препораката која се однесува и во самиот извештај, односно препорака на владата, и тоа се однесува на програмата за поддршка за социјална сигурност на жените кои вршат земјоделска дејност, односно тој механизам за привремено обезбедување на породилно отсуство на жените земјоделки. Сакав само кратко да потенцирам, кога го разгледував извештајот, за тоа колку е за жал апокалиптична состојбата во руралните средини. Тоа е нели еден цел комплекс на прашања и цел комплекс на институции имаат влијание тука. Ми помина еден податок кој вели дека во Република Македонија дури 62% од вкупно населените места се места со помалку од 100 жители, што мислам дека е стварно еден податок кој треба сите нас тука да не измрда, и не денес, туку вчера да иницираме некои системски решенија. Бидејќи Левица во претходниот состав поднеси предлог законско решение за решавање на породилното отсуство на жените земјоделки, тој го помина првиот филтер, беше организирана и јавна расправа, за жал никогаш не дојде на дневен ред. Потоа видовме дека имаше некој, според мене, искрено импровизирачко решение, кое се реализира преку програмата од Министерството за земјоделство, и тоа е можда некој измрдување од работите. Но тоа што го констатирав во самиот извештај, дека оваа програма била донесена февруари 2023 година и се однесувало за жени земјоделки кои родиле дете од 2022 до 2023 година. Ревизорскиот извештај констатира дека до моментот на вршењето на ревизијата биле поднесени само 2 барања, и тие 2 барања не биле ни разгледани во моментот на завршувањето на ревизијата, што стварно треба да не замисли, како што каже и почитуваната председателка од Федерацијата на фермерите, дури да е една жена, таа жена мора да го добие правото на породилно отсуство. Ние тука и треба да се запрашаме зошто само 2 жени аплицирале, дали се можеби дискриминаторски самите услови. Затоа што во програмата која била донесена за 2023 година било предвидено, еден од условите бил да плаќа осигурување последните 12 месеци. Тука одма имаме дискриминација, затоа што Законот за осигурување за секој друг работник вика дека треба да биде во работен однос 6 месеци. Понатака уште еднаш кога се донесила таа програма, од тоа што најдов податоци 2024 година, тогаш се направила корекција, значи на 6 месеци, но пак останала, тоа можеби треба и да се дискутира подетално и во самите комисии. Има обврска за користење нова породилно отсуство, жените кои аплицираат да користеле финансиска поддршка претходно од државата, па и тука се прашува дали тој услов не ограничува, затоа што ние одиме до степен да, па и дали и сите жени земјоделки се регистрирани кај нас. Од тој аспект и да не должам, јас сакам да кажам дека се надевам дека ќе имаме и соработка во комисијата со председателката. Ние сме подготвени повторно да го поднесеме законското решение кое во претходниот мандат не беше изгласано, затоа што сметам дека породилното отсуство, дека мајчинството е основно човеково право, тоа мора да биде предмет исклучиво на законска материја. Тоа не сме да биде прашање на дискреционо право на некој министер. Дури и проценките кои ги најдов е дека дури да се применат да се иницираат овие законски измени, теретот по буџетот на фондот за осигурување би било околу 10 милиони денари, што јас навистина не сметам дека е некој фрапантен износ за да не може да го издржи државата. Јас ќе завршам тука. Мојот главен апел е, се надевам дека нема уште еден мандат да заврши без жените да добијат законско гарантирано право на платено породилно отсуство. Ви благодарам.